Здраво на сите, колку не ме гледате. Здраво на сите од старата соба. Добре дојавте во мојот нов влог. Саатот е 7 са бајле и јас тргам за Галичник, каде што ќе бидам денес и утре и решив да ве носам со вас, со нас, не знам да зборам. Затоа Луна може би знае, што ќе кажеш Луна? Кај си ти бе? Абе, кај си ти бе? Абе, кај си ти бе? Лунјо. Што ќе кажеш ти за овој влог? Ништо, а? И тебе ти се спие. Тоа е. Тргаме, се гледаме на Галичник. Стигнавме во Галичник, тоест ова не е Галичник, или е Галичник, се рачуна ли ова за Галичник? Али ова е ствари патот за Галичник што сите се слика тука и е најпрекрасно на свет и не ми се ни продолжува натака колку све е убаво. Значи многу е прекрасно, буквално се осеќам кода не сум на планетава. Некако многу е различно од све и многу е убаво. И сега дува ветер и ништо си уживаме тука и ќе се продолжиме на патот натаму. Сега навистински стигнавме, ама собата уште не е готова, така да седнавме да јадеме, да доручкуваме. Пинџерче. Еј, дај ми да пробам. Да видам баш тест на пинџер. Галички пинџер. Добро е. Пинџер јадам дали втор пат јадам во живот. Тука следеше едно превртување на очи. Аго. И сиренце, ова што е? Макало, да бе макало, пријатно јадење. Океј, се сместивме и затоа што немаме многу време, ние планиравме уствари утре да јаваме коња, ама затоа што видовме дека утре ќе биде лошо времето и нешто се најавува дождови чуда и не ќе да ризикуваме, така да денес одма тргаме да идеме да јаваме коњи. Ова ќе биде втор пат во живот како јавам коњи, ме имате видено на YouTube за специјал за 60.000 кај што јавав коњи, ама денеска ќе биде подолго искуство, тоа дали траеше тоаш пола сат, ова ќе трае цели 4 сати, каде што 1 сат е како се вика тоа? Обука се вика зборот. После 2 сати јавање и после меѓу нив има 1 сат кај што одмараш и дегустираш ствари традиционални тука што се и така натаму, така да тргаме натаму и се гледаме од таму со кончиња. Ви раскажам како си поминавме, затоа што не можев многу да снимам за време на турата. Едно затоа што имаше човек со нас, второ затоа што мораш да го држиш коњот со две раце и плюс имав само телефон у мене, немав камера, така да сум назад со камера кога све заврши. Јававме некои си 2 сати или 2,5 сати, со некоја пауза од 10 минути максимум. Застанавме кај една црквичка каде што беше само црквичката и да се напиеме вода, седнавме малку 5-6 минути и продолживме назад. И за назад сменив коњ, затоа што мојот коњ беше многу спор. Или ја бев спор, или не знам што. Али битно многу се изморивме и сега дојавме тука, пробувавме некое сирење и другото што беше кој нека пита, кој некој бурек кој вика. Помина тоа, сега сме толку папсани што мислам дека само ќе одиме и ќе спиеме до крајот на денот, зашто не знам што друго ги правеле, па можеби ќе се видиме тек од утрешниот ден, нали? Помина јавањето коњи, сега одиме понатаму. The next day. Добро,
Утро, народе. Почнува нов ден. Ние вчера буквално се комиравме премногу рано, зашто фокусира камерата, а не мене. Не можам да зборам колку се уште ми се спие. Одиме на доручак, ќе си къснеме тука нешто традиционално. Најголемиот бед што ми се деси е тоа што камерата сум ја оставил вчера кога се вратив тука уклучена. Така да, немам воопшто батерија. Во моментов кога снимам имам 6%, со тоа што до сега се полнеше 1 сат зашто беше препразна и сега ја оставам да се полни и можно е да снимам голем дел нешто и со телефона, ама ќе пробам и да не, така да нема врска, битно се нервирам дека камерата не ми се полнеше. Али денес правиме чекаут од Маврово, после дењето. После тоа кај ќе однесе патот не знам, ама не сакаме се вратиме дома затоа што се уште многу рано. Најверојатно ќе се упатиме некаде, дали Бигорски, дали Вруток, дали све тоа ќе видиме, али мапата треба да се греве, така да идам на доручак и после ќе видиме кај ќе однесе патот. Дојдовме пак тука, односно на ова Батов, тука правевме слики, така да секој влог каде што некаде одам, затоа што тогаш правам најмногу слики, доколку не ми следите на Инстаграм, тоа треба да го направите веднаш, заради гледате тие прекрасни фотографии да не останат невидени. Сега се упатуваме уствари накај Бигорски, одиме, баравме сирење, негде да купиме галичко сирење, ама не најдовме нигде, не знам дали ќе најдеме по пат, ако најдеме ќе ви кажам, али ако не, тоа ќе се гледаме кај Јован Бигорски. Затоа што не ни е посетено, не ни е згребено, и чека галични да го покажам на мапата каде е. Или ја ќе го покажам заедно со Бигорски ќе го гледаме. Идеме. And we are here. Заборев да ви кажам дека купивме сирење. Купивме цела канта сирење. Колку кила беше? 8 кила беше? 5 до 6 кила. За 2000 денари. Сирење имаме за пола година. Да не се жалиме. И сега сме тука. Дојди. Види го колку се гали оно, колку се гали. Колку сакаш ти да се галиш, Види го бре, колку се гали. Чеш. Што е? Колку е сладко бре. One eternity later. Океј, се вратив дома, доста преморен и не фати некој јак дожд во пад што ме уште повише ме утепа, али највише од све ме утепа луѓе тоа што јас денес разбрав дека имам воспаление на сите мои мускули што после. Значи буквално цело тело, цел грб, цели нозе, јас малку да ги поместам буквално од кумплук на коченица да ставам ногата, ме боли. Си поминав супер, беше ново искуство што реално беше доста кратко зашто многу брзо летна деновиве. Изгревавме 2 места што ете реков ќе ви ја покажам мапата кога ќе се качам горе, ја заборев пак у кола и ништо. Се надам дека вас ми беше интересно. Јас сум се од студио, се фрлам назад на работа. Почнав секој петок да правам late night stream на вториот канал. Не знам кој ќе гледа влогов, али ќе пробам секој петок да правам late night stream, што ќе почне негде буквално на кај 9-10. Најверојатно околу 10 сат негде навечер што ќе почнуваат и ќе траат до касно вечер. Претходниот стрим бев премногу воодушевен од тоа колку бевте будни, стримавме 6 сати, стримавме до 4 са бајле. Толку некако ми дадовте толкава подршка, не си легнувавте поради мене. Не знам, градиме некој многу убаво комјунити, многу позитивно, што многу ме радува, така да многу би ми значило стварно ако отидете на вториот канал, ќе ви оставам пак првиот линк доле, ако отидете на вториот канал се сабскрајбнете, затоа што верувајте си поминуваме убаво и сакам да дојдете што повеќе. Тоа од мене, не знам влогов што ќе испадне, дали ви се допаднал, како се склопил. Јас искрено не сум многу задоволен од тоа колку успев да снимам. Јас стојам на тоа секогаш дека сум ужасен влогер и дека не можам, не ми текнува поише. Ми сакам моментот да го уживам отколку да мислам леле чекај ова да го снимам, леле чекај тука ова интересно да го кажам и така натаму. Ама еве ветувам дека ќе се обидам од наредните влогови да бидам што е можно подобар. Тоа е тоа од мене. Ако се допадна видео ставете лайк, субскрајбете се на мојот канал и ние се гледаме следното видео. Чао.